Како што најави колегата Александар, повестите во 10 часот време е за собраниски брифинг. Денеска претениците се на дневен ред за вакцинирање, а која тема е на дневен ред кај колешката Весна Велкова-Тодоровска, слушаме од неа. Добро утро, Весна, како што најави колегата Александар, разговараш со Јана Зенговска, што е во фокусот на денешниот собраниски брифинг? Така, нашиот гостин крисова утро во собраниски брифинг е психологот Јана Зенговска од психотерапија. Тема е тркалезна маса на тема како COVID-19 влијае врз младите луѓе. Оваа тркалезна маса, организирана неодамна, беше организирана од клубот на млади пратеници овде во собранието. Токму на оваа тема, како ковидот влијае врз младите, ќе разговарам со Зенговска. Добро утро. Добро утро. Темата веќе е добро позната. Ковид се уште владе, нели, втор, трет бран, не дај Боже, може да има и четврти бран. Но ми се чини дека младите се никако најпогодени од COVID-19. Нема училишта, нема пиење кафиња во кафулиња, нема бегање од школските часови како најголем предизвик кој потоа се прераскажува во текот на целиот живот. Значи, младите останаа дома, зад компјутери. Се чини дека тоа ковидот одигра големо влијание врз здравјето на овие луѓе. Како да се надминат овие проблеми? Така, значи пандемијата си го зема својот замав на почетокот од истата, може би затоа што цело време разговараме тоа колку сме дигитализирани, колку младите се цело време пред компјутери и најверојатно мислеа дека многу полесно ќе се надмине. Меѓутоа, ова што сега се случува кажува дека живиот контакт, вие знаете и првата претходно што беше не физичка социјална дистанца, туку физичка дистанца и тоа е така. Меѓутоа, живиот контакт е нешто што е неопходно. И младите најдоа начин како со попуштање на мерките да се собираат, да се групираат, да разменуваат, да гледаат, затоа што тоа е единствениот начин на кој што можат да ги доживеат сите оние убави нешта кои што треба да ги доживеат. И не само младите, туку сите категории, и родители, и возрастни луѓе, тоа им е неопходно. Ние треба да станеме свесни дека колку да сакаме се да дигитализираме, колку да идеме во таа насока, овој човечкиот контакт е нешто кое што нема да можеме да го надминиме. Дополнително во целата оваа пандемија на младите им се надмина едно чувство на одговорност дека тие може да бидат виновни доколку заразат свој баба, дедо или повозрастни. Тоа е една голем терет кој што можеа да го носат, а од друга страна се соочува и со една потреба да бидат заедни. Тоа е еден конфликт внатрешен кој што очекувано е да резултира со одредени анксиозни, да речеме, нарушувања, панични напади, нешто што сега е модерно и тоа го постојано го зборуваме. За да може полесно да се надмине сето ова, не само ке младите. Младите имаат и позадина. Тие потекнуваат од различни семејства, имаат различен бекграунд, различна семена динамика и начин на живот кој што е претходно. Потребно е да се види кои се нивните потреби. Потребно е да се работи на јакнење на нивната психолошка состојба. Потребно е да зборуваат за предизвиците со кои што се соочуваат на еден безбеден начин. И затоа е неопходно, значи, отварање на одредени места каде што младите ќе можат да разговараат, да зборуваат. Со сите оние безбедни здравствени дистанци, нели можно? Така е. Значи, збориме, може психолошкото советување во овие услови се прави и онлайн. Секако, доколку се попуштени мерките, никој не би довел никого во ризик. Сето ова што го збораме во насока со сите оние протоколи кои што ги даваат здравствените установи, затоа што ние не можеме да се соочиме и да правиме нешто ван протоколите кои што ги имаме, бидејќи тие се неопходни за да го зачуваме своето здравје и здравјето на другите. Дигитализацијата да искористиме на еден позитивен начин, за кога ќе дојде време да се отвориме, кога ќе дојде време да можеме да имаме контакти вакви какви што ќе ги имаме, да бидат поддржани и повторно да разговараат за тоа што им е неопходно. Зенговска, од оваа трибина, нели, поддржана и од Фондацијата за демократија Вестминстер, произлегоа некои застрашувачки помалку податоци, нели, дека се користат голем број на антидепресивни лекови. Какви се овие податоци? Што требало од нив да заклучиме? Значи, треба да заклучиме дека
дека се наоѓаат во една состојба во која што ја гледаат безизлезна. Кога вие ќе земете прекумерно да употребувате одредени медикаменти кои што имаат функција само под надзор на лекари тогаш кога требаат, никој од нас не е против медикаментозна терапија, гледаме дека лицата кои што тоа го земат, особено и младите, дека се наоѓаат во една состојба на безизлезност и тоа е единственото начин кој што им дава чувство на безбедност, на смиреност и намалување на анксиозност. Меѓутоа, неконтролираното зимање на овие средства предизвикува дополнителен проблем или одредена зависност, при што би станале зависни пред да бидат свесни, дека се зависни и понатака треба да работиме на едно одредено ниво. Дополнително, значи, младите, ускратувајќи им ги сите оние дружби кои што вие ги кажавте, поголем број од нив излегува по коцкарници и така натаму, кои што ги имаме. И тоа е нешто кое што е видливо. Значи, тука станува збор за можности за една друга зависност, или тоа е зависност од коцка, кој што исто така е едно сериозно нарушување и затоа ние како стручњаци треба да ги видиме сите овие предизвици и ризици со кои што се соочуваат, да ги погледнеме, не да ги игнорираме, заедно еве со клубот на млади пратеници кои што тоа го поддржа и го поттикна, за да можеме да преземеме одредени мерки, програми и насоки како полесно истото да се надмине. Но еве доколку сакаат да побараат помош од психолог. Добро. Тие се некако недостапни за младите. Младите ги немаат оние средства потребни за да оди на една така некоја терапија, што може да ја добие од психологот и да му помогне. Например, ми се чини дека цените се околу и 2000. Младите ги немаат овие пари, а од друга страна психолозите во училиштата некако се затворени. Така, значи, со почетокот на пандемија и клиника за психијатри и други психотерапевски, да речеме, организации и комора на психолози дадаа можност за бесплатно секој оној кој што сака и се соочува со проблеми со пандемија, особено имаше посебна линија на клиника на психијатрија, да можат да се јават. Меѓутоа, првичниот контакт на некој кој што претходно немал свест колку е значајно менталното здравје, може да се јави отпор и истото да се искористи. Да, линиите се користи и тоа беше поддршка која што е дадена во момент од страна на сите колеги, државата и ние. Али истото таа треба да има континуитет. Како би имала континуитет? Еве, на Филозофски факултет направиле истражување дека 83% сметаат дека им треба психолошка помош и поддршка. Реално може да се користат тие ресурси кои што се на факултетите, во училиштата, во центрите за социјална работа, во здравствените домови, каде што би можеле да дојдат, меѓутоа структурирани, која е работната задача како советувалишта. Бидејќи во овој момент сега во училиштата покрај административната работа која што имаат психолозите, не се во можност да работат онаа советодавна и психодиагностичка работа која што е неопходна. Тоа што треба е да се направи, да се изолира кабинетот на психологот на место кое што е потивко, побезбедно, за да можат да се чувствуваат безбедно, бидејќи се кажуваат најинтимните информации кои што може да ги кажат и да се користи тој ресурс. Да се зајакне соработката со комора за психолози за да се даде таа помош и поддршка, да се воведе матичен психолог под фонд за здравство. Сега има можности на клиника на психијатрија и во одредени здравствени домови со одредена партиципација, меѓутоа тоа е многу малце. Ако во сите здравствени домови имате психијатар и психолог и некој кој што работи психотерапија, доколку имате во училиштата, имате советодавно катче за млади на факултетите или во центрите за социјална работа, бидејќи младите не се изолирани, тие потекнуваат од семејства. Тие семејства исто така треба да бидат поддржани за да можат полесно да ги разберат со предизвиците со кои што се соочуваат. Не се они изолирана група, сите ние се соочуваме со овој предизвик кој што го имаме. Колку побрзо направиме стратегија за ментално здравје, колку побрзо направиме измени и дополнување на закон за ментално здравје, донесување на закон за психотерапија и баш онаква стратегија која што ќе има континуитет, толку полесно ќе можеме да се справиме, затоа што верувајте, по завршувањето на пандемијата, посттравматскиот стрес ќе биде многу видлив. Тоа сака да прашам, да, с пандемијата. Значи, затоа што кога ние сега во моментот се наоѓаме под висок стрес и да се јавува анксиозност и одредени работи, одстапки кои што ги кажавте, меѓутоа кога ќе спласне стресот,
тогаш ќе ги видиме ефектите како оваа пандемија влијала на нас. И тоа е нешто што е непознато. Посттравматски стрес вие можете во било кој период од животот да стекнете како резултат на природни катастрофи, војни и така натаму, или одредени злоупотребувања. Не се изолирани ниту па децата, ниту па адолесцентите кои што ги имаат сите оние симптоми како што ги имаат и возрастните. Ние треба сега во овој момент да бидеме мудри, да бидеме чекор пред тоа што не очекува, за да ја дадеме соодветната помош и поддршка на овие начини сега за сега кои што ги кажувам, и неопходна е мултидисциплинарност. Соработка на Министерство за образование, здравство, Министерство за труд и правење на една заедничка стратегија која што од повеќе аспекти ќе бидат психолошката помош и поддршка и психотерапевтската не е ексклузивно право на тие кои што можат да го платат. Ние како професионалци сме должни да работиме и таа е за сите кои што им е неопходно. Меѓутоа како истото да го поддржиме, затоа што на крајот на денот и ова е професија с која што ја работиме. Сакам да ве прашам како родителите, блиските, баби, дедовци да ги препознаат симптомите, првите симптоми на депресија, анксиозност на децата? Вознемиреност, ноќно мокрење, кошмари, намалување на интересот за одредени работи, повлекување, јавување на агресивно одредено одсување, отапување од работите што претходно кои што се ги сакале децата. Тие се некои од чините на кои што можат да видат дека е потребна психолошка помош и поддршка. И да, некои родители се свесни, баби и дедовци, и се јавуваат и прашуваат што се случува. Второ, се јавуваат и психосоматски заболувања. Значи, како резултат на стрес и сето тоа што се случува. Доколку не постои органицитет, нема никога, треба да се побара помош од психолог да се види која е причината за јавување на одреден, да речеме, здравствен проблем. Пак потенцирам, доколку нема установено болест, физичка од лекар. Зинговска, ви благодарам на овој користен разговор. Благодарам и на вас. Студио, ова беше нашиот разговор со психологот Јана Зинговска од Психотерапика.